Со пиротехнички, експлозивни материјали и камења кон Министерството за надворешни работи, недел кон новинарските екипи заврши протестот за Монструм. Ау! Ми пукна во нога. Граѓаните и семејствата на обвинетите кои очекуваа новата вистина што ја сервираше Заев, не успеа да се пробијат до обвинителството, но затоа јавно испратија серија навреди кон обвинителката Фатиме Фетај, која побара до животни казни затвор за обвинетите за настаните кај Смилковско езеро. Не беше одбегнат ниту УЧК, се скандираше името на оваа паравоена формација која се бореше против македонската армија во 2001 година. По изјавите на Заев, сега згаснатото СЈО, го врати случајот од почеток, се бараше новата вистина, која сепак на крајот ја нема, обвинението остане исто, а казните кои се бараат, исти како првите. Токму ова го буди сомнежот кој некои протестираа, дека обвинетите во Монструм се неправедно обвинети. Значи, сите тие луѓе веруваат дека треба тука правда и само правда за сите монтирани случаи. Политички, а знаеме дека не се малку, но знаеме дека не се малку и во македонската страна кои луѓе се таргетирани од системот. Јас реков црна рука, има црна рука која оперира во сите системи, значи тоа е системот на држава кој работи под сенка. Велат нивните семејства не биле едуцирани за убиства, осудувајќи го овој настан. Нашите семејства не сме ние едуцирани да убиваме нешто, некого, по најмалце да направиме терористички чин и затоа и го осудуваме настанот. Меѓутоа, значи јас го осудувам и како председател на овај, како се вика, одбор за? Јас сум како председател за Монструм. Инаку за случајот Монструм веќе беше донесена пресуда која беше урната од Врховниот суд и случајот беше вратен на повторно одлучување. Обвинетите за настаните од Смилковско езеро беа осудени на доживотни казни затвор.